Централниот комитет разгледуваше неколку точки на денешната седница. Меѓу другото беше усвоен новиот состав на извршниот комитет на партијата. Состав на членови на извршниот комитет кој што според мојот длабоко убедување како негов предлагач ќе додаде вредност до самиот процес на работење на партијата. Станува збор за силно мотивирани индивидуи, луѓе кои што голем дел од својот живот поминале во партиските структури, искусни политичари, така што мислам дека во периодот кој што следи, убеден сум, тоест да не бидам претенциозен, дека ВМРО ДПМН многу брзо ќе застане на здрави нозе и ќе можеме што е можно поскоро да издействуваме предвремени парламентарни избори и ВМРО ДПМН да формира следната влада на Република Македонија. Колкави се промените во составот на новиот извршен комитет и зошто во него нема место за пратениците Илија Димовски и Антонио Милошовски, зошто тие денеска не беа на Централниот комитет? Промените процентуално не би можел да ви кажам, но се сериозни. Тоа се луѓе, како што кажав, силно мотивирани, луѓе кои што очекувам да допринесат позитивно во самиот процес на делување на партијата. Одлука моја како председател на партијата и предлагач на овие имиња беше истите да ги презентирам пред членовите на Централниот комитет. Централниот комитет ги усвои речиси едногласно со еден глас против, инаку имаше 115 присутни од 135 членови на Централниот комитет. Она што го напоменав пред самиот Централен комитет е дека ова е првичната бројка од 26 членови на самиот извршен комитет. Истиот ќе се проширува во периодот кој што следува, бидејќи партиското организирање е динамичен процес, бара иновирање на истото, така што ова е структурата на извршниот комитет кој што во следните 2 години ќе биде официјално тело во првична верзија, но во периодот кој што следува, нормално, тоа го кажав и пред членовите на Централниот комитет, се извинувам, постои простор за негово зголемување со нови предлози. Дали причината што Димовски и Милошовски не се најдоа во извршниот комитет е токму тоа што тие бараа одлагање на конгресот заедно со уште неколку функционери од партијата? Не, апсолутно. Јас во неколку наврати во минатото имам кажано дека станува за перфектни луѓе, прекрасни личности, луѓе кои што биле активисти во партијата, извршувале големи и значајни државни функции, биле министри, координатори на пратенички групи, имаат уште што ново да дадат во структурите на партијата, така што не се исклучува никаква можност за нивно понатамошно ангажирање во било кои сегменти во структурата на партијата, се разбира доколку нормално тоа соодветствува со нивните амбиции. Дали на Димовски му било понудено местото подпредседател во ВМРО, тој го одбил? Дали се точни овие информации или се шпекулации? Не би сакал да коментирам шпекулации. Дали биле поканети, на седницата на Централниот комитет беа поканети сите оние членови на Централниот комитет кои што се и членови на Централниот комитет. Не поканивме гости, бидејќи таква е праксата во минатото, кога се бира состав на извршниот комитет, да бидат поканети само оние кои што се дел од Централниот комитет, односно членови на Централниот комитет. На господинот Димовски, за жал, во моментот кога одлучи да не биде повеќе координатор на пратеничката група, му престана мандатот и новиот координатор на пратеничката група, во случајов ВД координаторот господин Владко Ѓорчев, беше верификуван како нов член на Централниот комитет. Истото тоа беше случај и за неколку представнички од Унијата на жени и на неколку представници од Унијата на млади сили. Измените во статутот како предуслов за оние две нови тела што треба да ги уметнете, што ги најавиште? Да, периодот кој што следува продолжуваат подготовките за она што се вели зголемување на квалитетот на партискиот статут. Дадовме некој рок, тоа отприлика би требало да биде крајот на месец јануари, плюс минус некоја недела можеби би била потребна, ќе видиме во зависност од динамиката на изработка на тие статутарни измени. Пред извршниот комитет на првата седница ќе го предложам составот на советот на извршниот комитет. За истото тоа ќе бидете исто така запознаени, така што извршниот комитет ќе одлучи дали ќе го прифати мојот предлог, се разбира, или не. А кога ќе бидам подготвен и со на второ тело кој што го најави во јавноста, тоа е совет на председателот на партијата, истото ќе биде презентирано и предложено пред самиот извршен комитет и очекувам и тука да се произнесе извршниот комитет дали ќе биде за и против. Инаку исто значајно денеска покрај членовите на извршниот комитет можеби да се каже дека нов председател на градската организација на ВМРО ДПМН е господинот Маријанчо Тодоровски. Дали во новиот состав има од редовите на реформаторите? Не би знаел дали има од редовите на реформаторите. Знам дека еден од предлозите кои што се дел од новиот состав на извршниот комитет порано
имаше јасен став околу тоа дека е потребна демократизација на партискиот статут, зашто ние како партија веднаш после моето назначување како претседател на ВМРО ДПМН отпочнавме процес за истото, така што претпоставувам дека повеќе нема потреба од еден вид таква иницијатива за реформи на партискиот статут. Јас не би ги делил членовите, симпатизерите на ВМРО ДПМН, поготово оние високи партиски функционери на вакви или такви. Тоа се луѓе кои што се во ВМРО ДПМН, се дел од партиските структури и таму ќе продолжат да делуваат и во иднина. Мицковски, можно ли е да се очекува, односно кога ќе се очекува измени во општинските комитети со оглед на тоа дека има многу истечени мандати, а претпоставам дека ќе сакате и таму освежување? Да, во периодот што следува ќе преземеме на таква поамбициозна акција, но мислам дека тоа треба да биде еден редослед на активности кои што на тоа ќе му претходат, а тоа е најпрвен ажурирање можеби на членството, па потоа дури избор на претседатели на општински комитети, бидејќи се наметнува самата потреба да се види бројката на членството, односно да се ажурира таа бројка, а се со цел да одговори соодветно на сите оние демократски промени и измени во статутот кои што ќе следат допора. Така што за нас е важно да ние почнеме од куќата да ја градиме од темелите, за да дојдеме до кровот. И тука треба да има јасна методологија на чекори кои што во периодот што следи ние ќе ги преземеме. Така што еден по друг чекор ќе следат овие активности. Да, секако ќе имаме нови претседатели на општински комитети, онаму каде што мандатот е изменат, онаму каде што е констатирана потреба дека претседателот на општинскиот комитет е неопходно да биде променет со друг во интерес на подобрување на функционирањето на самиот општински комитет, и тоа ќе го направиме. Така што во овој момент не би имал што да додадам, сем да следите внимателно како ќе постапува ВМРО ДПМН во периодот што следува и да се надеваме дека што е можно побрзо ВМРО ДПМН ќе ја формира следната влада во Република Македонија. Последно прашање, која е улогата на екс-претседателот Груевски во новите органи на партијата? Последното, колку што мене ми е познато, а претпоставам и на јавноста е позната, дека на Конгресот господин Никола Груевски беше избран за почесен претседател на ВМРО ДПМН. Господин Мицковски, пред 10 дена изјавивте дека партијата е целосно изолирана од процесот на преговори за името. По средбата со Кодзијас во Атина, вице-премиерот Османи кажа дека ќе побара состанок со вас да разговара. Дали денове бевте контактирани лично од него или од неговиот кабинет за да се сретнете и дали имавте средба? Не сум бил контактиран, нити пак сум имал било каква средба со вице-премиерот господинот Бојар Османи.